Здраво, дечки! Ние сме повторно назад и јас скришно видов во работите кои што ќе ги учиме и открив дека сега ќе учиме за некои неравенки. А сега ќе видиме за кои неравенки. Хајде да видиме. Минатиот час, значи со девето оделинците почнавме со неравенките, но не довршивме. Ги поминавме само основните работи, како изгледаат неравенките, што е разликата помеѓу равенка и неравенка и основните наедноставни решавања на неравенките. Денес одиме на малце посложените. Ајде. Јас ќе се потрнам малку. Еве одиме со првата задача. 3 минус 5х да е помало или еднакво од 6 минус 8х. Оно што го спомнавме минатиот час е дека принципот на решавање на неравенките е ист како и кај равенките. Односно, од една страна ги префрламе сите кои што содржат х членови, а од другата страна сите кои што се бројки. Така. Па, по тој принцип што ќе добиеме сега? Минус 5х од лева страна имаме, од десната минус 8х кога ќе го пренесеме плюс. Така. Помало или еднакво, од десно што ни остана? Ни остана 6. Така. И сега, ова плюс 3, од другата страна ќе стане минус, така. минус 3. И само пресметуваме. 8х минус 5х ќе ни даде? 8х минус 5х е 3х. Така, 3х. И ќе биде помало или еднакво на 6 минус 3 е 3. Така. И следен чекор што беше? Тројката овде множела, од другата страна која ќе префрлиме, на 1. ќе дели, значи ќе имаме 3 врз 3, односно х-от е помал или еднаков од 1. Така. И само уште требаше ова да го представиме и на бројна права. Ако ова ни е една права, тука е нулата, единицата, минус 1, минус 2, тука 2. Што вели? Овде помало или еднакво од 1, значи секогаш тргнуваме од бројчето кое што ни е дадено, значи од тука. И сега, помалите броеви беа налево. Значи, навака цртаме. Да, така. истрелката. И сите овие броеви овде, заклучно со единицата, бидејќи имаме знак за помало или еднакво, ќе ни припаѓа, значи можевме да ставиме овдека вака едно обоено кругче, дека и единицата ќе ни припаѓа во решенијата. Значи, било кој број, почнувајќи од минус бескрај навака, било кој што ќе го земеме до единицата, ќе ни биде решение на оваа неравенка. Супер. Сега одиме да разгледаме случај кога ќе имаме негативен знак пред х. Ајде. А после можеме и да решиме некоја неравенка, јас и Марија, например. Да, секако. Јас мислам дека нема да имаш проблем ни со првава. Еве нека е минус 2х да е помало од 6. Лука? Ајде. Минус Сега? 2х е помало од 6, односно минус х, веројатно. Не, минус која ќе оди од другата, не знам. Добро, премини од оваа страна за да дознаеш. Значи, намерно избрав на изглед едноставна. Немаме ништо околу х-от, освен оваа бројка, но што беше сега проблемот? Проблемот беше знакот минус. Кога имаме негативен, не е проблем што е негативен, го следиме само правилото дека од другата страна префрламе со спротивниот знак, односно х. И сега, тука имавме 6, а од имавме знак за множење. Да. Од множење од другата страна преминуваме на делење. Односно можеме да ставиме дробна црта. Со кого множевме? Со минус 2, значи со минус 2 и ќе делиме. Не ставив знак измеѓу. Зошто не ставив? Погледнете која е разликата помеѓу равенките и неравенките сега. Кај равенка знакот е еднакво и се останува еднакво, но овдека штом ќе множиме или делиме со негативен број, знакот се превртува. Значи овде од помало сега ќе добиеме поголемо. Односно х-от ќе ни биде поголем од минус 3. И повторно на бројна права. Супер. Еве овде ако е минус 4, минус 3, минус 2, минус 1, 0 и така натаму. Че сега имаме од минус 3 дека треба да почнеме, еве. И сега вели поголемо, поголемите се надесно
Сите овие навамо ќе ни бидат решение Да. на нашата неравенка. Нема крупче бидејќи е само поголем. Бидејќи, да, не е обојно, Не е може да еднакво, ставиме вака празно крупче, Така. а може да го ставиме И без крупче. Одиме сега од овој тип, но малце посложена. Ќе се обидеш сега, Лука? Да, сега ќе се обидам, на вистина. Ајде, x плюс 7. Ако сакаш можеш и на оваа Па страна. би сакал повеќе просто. Добро. X x плюс 7 плюс 7 да е поголема од 3x плюс 7. плюс 1. Добро. X ова се менува од оваа Така. страна, станува минус 3x. Така, Поголемо од 1 Добро. минус 7, така. односно x минус 3x ќе ни тоа даде е минус 2x, Така. 2x. е поголемо од 1 минус 7 1 ќе ни минус даде? 7 тоа е минус 6. Така. Минус 6. Добро. И сега имаме тука минус пред знакот, Така. значи x ќе се смени знакот. Така. Биде помало Така, од само застани. минус 6 поделено со минус 2. Добро. Односно, кога имаме минус и минус, станува плюс. Значи, x. Односно, x Тука напиши зашто едно Ајде, бројче, ајде. да ни биде на едно место се. Ајде. О, Ништо само печ привиес, пече го тоа. секогаш, кога највеќе ти треба, таблата те зафркнува. Значи остана дека X x-от е е помало од 3. 3. 3. Ето така. И сега на број направа. Така. Доволно еден негативно само колку за Да. представа на бројната права. Така, помалите рековме се налево и Значи, и ева, празно Нека клуче, нека стои. стои. Ова само сакав да го спомнам овдека, Лука. Бидејќи се 9 оделение, веќе можеме да кратиме на чекори таму каде што има простор. На кој начин? Тоа што? Значи, ова е точно што го напишавме. Но, наместо овој чекор, можевме овдека да напишеме од страна дека ќе делиме со минус 2. И веднаш пресметуваме. Минус 2 поделено со минус 2 дека е 1, односно Еден. останува само x-от, а минус 6 поделено со минус 2 дека е 3. три. Значи, кратиме напишување еден чекор. Така, Значи, не е проблем да стои вака како што го испиша Лука, само им покажуваме на оние што се побрзите, понестрпливите, како смеат да работат побрзо. Или ако има помалце место во тестот Така, за решавање. Да заштедат на Да простор. заштедат на простора. Ајде, одиме со следна задача. Ајде. Марија, сакаш да пробаш? Не. Добро. Па решав ја за задача, Лука. Не, добро се осетив малку така како да те Да. оставам на страна, бидејќи Па гледам не, дека многу Сега одиме со заинтересирано една следи. потешка со загради. X плюс 3 во заграда имаме да е поголема од 8 плюс X. Ајде. Значи, Е, истиот сега- принцип како кај равенките. 5. Петката си ја го препишуваме, така. Минус 2x Така, Да. плюс, тоест минус, извинете, така, бидејќи минус по минус, плюс така. е минус. Така. Ете, кој брза прави грешки цело време. Минус 2 по 3, тоа е 6, поголемо од 8 плюс x. Така. Па сега, минус 2x, минус x, X, така. ќе биде поголемо од 8 така. минус 5 плюс Така, 6. Така. Па сега, да Минус видиме, 2x минус x минус ќе ни даде. 3x Така. ќе биде поголемо од Сега 8 минус 5 е 8 минус 5 е 3 3 плюс плюс 6, тоа е 9. 9. така. Односно- Ајде да пробаме вака са со цртата. Значи, Ајде. со колку треба да делиме? Со минус 3. Така, само во заграда стави го минус 3 за да не исто одделено и минус Со едно минус до 3, друго. тоа е x, Така, ќе биде обратен знак, така превртуваме знакот. помало од минус 3. Така. Значи x ќе биде помало од минус 3 на бројната права. Еве ќе ставиме минус 3, минус 2, минус 1, 0 И помало. и минус 4, Така. минус 5 да речеме и Помало натаму. ќе биде со отворено крупче. Така. Да. Добро, Одлично. одиме нов Одлично. тип. Ако Ајде. имаме, видовме значи обични, видовме со загради, наред ни се да видиме примери со дропки. Ајде. Ајде. Вака, нека ни е дадена неравинката x плюс 1 да е помало или еднакво од x минус 1, а целото ова да ни биде сега овој пат врз 4. Имаш идеја што ќе правиме? Идеја
Имам, веројатно. Ајде да прво. Ајде да слушнам, значи нов час не е проблем и да Па, сгрешиш. Веројатно кога ова ќе оди од другата страна ќе множи. Така? Така, значи, за да се ослободиме секогаш од именителите, Ќе ќе помножиме множиме со со 4. именителот. Во овој случај имаме само еден, па е 4, а во случај да имате два именитела, тогаш барате заеднички. Со заедничкиот множите. Сега што внимаваме тука? Штом ставаме црта од страна, тоа значи дека тоа ни важи за целата За равенка. се што Значи го е. дека секој член од равенката го множиме со Значи ќе четворката. биде Па ќе биде 4 4x плюс 4. плюс 1 по 4 се 4, да е помало или еднакво. Да. И сега имаме 4 по овдека. Ова бидејќи X минус е една 7. дробка, Делено со 4. значи И го ги запишуваме кратиме. така, тоа е и целта. Да се скратат за да немаме дробки. Затоа и множевме со именителот. И што ни остана сега? 4x плюс 4 4x плюс 4, е дека е помало или еднакво од x минус 1. само. Ај, Добро. дека ова иксов да не ни стане безкрај. Еве го. X минус 1 и сега 4x, ова од плюсот оваа страна станува минус x, да е помало или еднакво, од тука имавме минус 1, ова плюс 4, Минус 4. вамо е минус 4, Минус 4x минус x Е 3. е 3x, X да е помало. помало или еднакво од На Минус 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 3. 5, двете Тоест, бидејќи да. се негативни. И во овој случај добиваме дека x е помало или еднакво од минус 5 Врз 3. третини. Може ова само уште во мешан број, дека, ајде коре ќе го напишеме, x е помало или еднакво од минус, ќе имаме колку? 1 И Две 2 третини. Третини. Така. третини. И на бројна права, тука ни е нулата, Минус Минус 1 еден. и минус еве нека 2, овде е така, тука ќе помало имаме, значи, навамо и добоено обоено крупче. крупче. Така е. Одлично. Супер. Супер, Супер одлично. беше. Научивме Ќе им многу. дадеме домашно нешто од Од учебникот сами ќе изберат, бидејќи немаме доволно време за да им запишеме некоја на табла, ќе се изберат од учебникот, има доволно неравенки. Така. Па одлично. Јас се надам дека вие денеска уживавте во сите овие прекрасни часови математика. И ние се гледаме Така. утре. Се гледаме утре Се со гледаме нови утре. сили, нова енергија. Така, останете добри и решавајте. Тоа е тоа. Поздрав. Чао.